Че во горниот дел стојат имињата на тие кои што биле застапници на двете страни на арбитражата. Ова е по однос на договорот за Казан Дол. И сега Македонија во оваа арбитража ја представуваат неколку луѓе, меѓу кои што на пример е Фатмир Битичи, као тогашен вице-премиер за економски прашања во владата, адвокатот Пол Фридленд, Фридленд, да. со неговиот тим, тоа се едни од најсериозните адвокати во свет, посебно за вакви работи, за арбитражни спорови, тие што се занимаваат со ова знаат кои се. Че овие се тие адвокати кои што ги гледате на филмови. Лево се луѓето кои што ја застапуваат фирмата. Фирмата е украинска, Копин. а овој Артем Скубенко е русин. Тој е сопственик на фирмата. Фирмата се вика Копин. Бидејќи им е раскинат договорот за експлоатација на Казандол, они бараат државата да ги обештети за 115 милиони евра. Нормално државата вика нема да ве обештетиме за 115 милиони евра, бидејќи 115 милиони евра не сте направили инвестиција, ниту токава ќе имате, токав поврат ќе имате. Имаме ние у договорот можност за арбитражот на арбитраж. Благодарение на овој тим десно што е застапува Македонија, констатира арбитражата во Лондон пред некој ден завршуваат рочиштата, констатираат дека фирмата која што го има склучено Копин, која што го има склучено договорот за експлоатација на Казан Дол, дека не е во право. Констатираат и докажуваат дека имало коруптивни елементи и елементи на давање и примање на мито. Тоа стои во заклучокот. Имено, господинот Ацо Спасеновски, додека е амбасадор у Украина, ги наоѓа овие, прави некоја шема, ги носи у Македонија, се договара што се договара за 3-4-5 месеца на оваа фирма Копин им ги даваат сите дозволи за работа и за експлоатација на рудникот Казандол, процедура инаку која што трае 2 години од прилика, бидејќи станува збор за истражување на терен, истражување геологија, истражување на минерални суровини, па потоа план за експлоатација, дозволи за работа и така натака. Они ги добиваат за 4-5 месеца. Како ги добиваат за 4-5 месеца? Шо вика овдека? Received substantial benefits from Mr. Скубенко, добил сериозни повластици од господинот Скубенко, неколку месеци откако Копин го добил договорот за експлоатација на минерални суровини во рудникот Казандол. Мистер Спасеновски бил назначен за неизвршен директор на Копин, фирмата која што треба да го работи Казандол, добил околу 600.000 евра на име на плати и трошоци за период помал од 4 години и добил 5.000 акции во компанијата Копин, кои што вредат најмалку 2 милиони евра, вкупно околу 2,6 милиони евра. Иако не постојат докази дека господинот Спасеновски работел било што во фирмата Копин. Освен овие повластици кои што ги добивал Ацо Спасеновски, лично, добивал и други повластици, например, од фирмата добивал школарини стипендии за неговото семејство, добивал возила, добивал така наградички, помалце поише и така натака. На арбитража, сега, овој случај завршува во корист на Македонија. Македонија нема да плати 115 милиони евра како што бара Копин. Македонија ќе си го плати само трошокот за адвокатите. Меѓутоа, бидејќи ова го знаат во владата на Мицика, го знаат со Николовски, они не го објавуваат ова се уште не го објавуваат, еве ние го објавивме да им ја олесниме работата. За прв пат во студио и Јацо Николовски ќе слушате, дека и ние го имаме 263 страни од пресудата, ја имаме целост во оригинал, имаме и некои други информации, докази и така. Ако сака за прв пат во студиото ќе ги добие утре. Арбитражата вика ако во периодот од завршувањето на рочиштата до носењето на конечната пресуда, страните се договорат меѓу себе, онда ова не важи. Мицика излага на прес, вика ние со Казандол, со Копин ќе се договараме. Што да се договарате кога ние сме го добиле спорот на арбитража? Што се ќе се договарате? Во наша корист е спорот. Ние сме добиле, они губат. Што би преговарале се? Освен ако не ќе да преговарате аванта. Што е авантата? Копин пријавува дека има до сега трошоци направено во Македонија по однос на инвестиции и други трошоци околу 8 милиони евра и 12 милиони евра по однос на адвокати за овој спор, 20 милиони евра. Копин бара државата да ги обештети сега 38 милиони евра. Тоа значи, Копин бара државата да ги плати сите трошоци за неуспешната инвестиција во Македонија, 20 милиони евра, и им дава можност на Мицко, Ацо и таму таа банда да земат уште 18 милиони евра да се ги поделат меѓу себе. Тоа значи вкупно 38 милиони евра. Толку бара Копин. 38 милиони евра. Нема основ да ги бара тие 38 ако бара само
оштета по однос на направени трошоци, тоа би требало да бидат околу 20 милиони евра, ама они бараат 38 милиони евра. Значи они ги мотивираат представниците на владата, им викаат абе стајте вие 20 милиона дайте и нас, стајте си вие за вас уште 18, кога ќе ги префрлите, ние тие 18 ќе ви ги вратиме назад, 20 ние ќе си бидеме чисти и тоа е тоа. Ама сите тие 38 милиони евра ќе дојдат од нашите џебови. Бидејќи не постои логика. Ако си го добил спорот, сега ти да идеш да преговараш, што преговараш се? Во твоја корист е се. Секој преговарање е на твоја штета. Нема што да преговараш. Не треба ништо сега да им платиш. Зошто би им плаќал сега нешто?